Те прашуваат луѓе, добре, што ќе биде тоа? Цело време, Така, цело време прашуваат. Што е ти go to одговор, онака, кој ти е одговор што им го дадеш? Губа кога дојде мујка, ој тешко него ќе биде, тешко него. Со нас тројца некој да седне да не режира, нас тројца, што реално сме проблематични, ама Синиша има едно исклучително една мека рука, устари не е таа мека рука. Бране, профи. Ја. Васко е уметник, а Буго е романтик. Оаде! Он рече се дека ја не сум уметник и дека не сум романтик, например. Некои викаат, вие сте као Симпсонови сме биле, Симпсонови све предвиделе. Сега Васко има добар одговор на ова, у принцип. Сега знаеш, као... Еве сега дојде, седиме ние и сега ти пиеш пиво, пиеме пиво и сега јас знам дека после шестото пиво или порано ќе ти се примоча. И сега јас сум видовит. Така. Денес ми кажа жена ми дека мајка и која биле на свадба, не знам негде, дека си се свирела Гради народ. И они си играле на свадбата и онака како да ме што е работа. Може. Ајде. Има една нова. Има ново. Нешто ново. Ама уште се пече. Се пече моментот. Едва и чекам да се породи бебео, што викаше Синиша, па да ве викаме на мекици. Нова епизода од подкастот К15 и пријателите. Јас сум вашиот домаќин Жарко Димитриевски, а тука во улога на представник од К15 е Бране Бранко Ѓановски. Тоа сум јас. А во улога на пријатели. Ака Миле Паника. Да. Ака. А од пријателите ги имаме Синиша Евтимов и Емин Џијан. Добар ден. Значи, Добар ден. големи Добро пријатели. вечер. Денес имаме големи пријатели, имаме. Важни пријатели. Ака, маестро, Ака маестро Џики. Джики. И мене ми е никнейм на шах, тоа chess.com, Миле од град. Да, така му е на chess.com. А играш шах? Страствен шахист инаку. Сакам да играм. Види, че имаш профил на chess.com, за мене си страствен шахиста. Колку поени имаш? На 1200 сум. Ама на 3 минути. Тогаш ќе те тепам. Све сте профи. Да имаш и ти Одма профил. почињаме со предизвик, не. Не знам, Не. ја немам појма од шах, али имам другар актер кој што е опасен шахиста, Оливер Митковски, опасен шахиста. Добро. Така да Оли, ја можам поздрав со него Оли. да се курцам, може. Ба, добро, да. Сум тазен. Со туѓа знаење. А чекај, како е Велем мајстор, со колку е? 2800. 2800? Не. 2600. Што така, 2800, да. Па добро, имаш, значи, бај. Ама ние врвните се толку. 2800, 3000. Ма нели и они се на... Стварно без сезанци, и они се на chess.com и они играат. Магнус Карлсен, Добро еден друг, почнал, сите си имаат профили. За шахтер на... Како се вика Магнус? Карлсен. Не ги знам. Не ги Магнус знаеш? Карлсен, ја го знам. Ето, Јас сум гледаш. чул, да. Страствен фан на шах. Карпов и Карпов Каспаров. Карпов Каспаров и И Борис јас Спас. сум тамо застанат исто. Мене ми е најбоље од дете го памтам Ристоничевски кој викаше конјце 6 и мислев дека конјце е некој збор нешто. Као Не малце. знам, да, појма немам, нели идеше као имаше шаховски билтен, како и више да се вика. Шаховска хроника. Со магнетине. Да. Младите Знаеш што беше со него најболе? Стално го остава за на крај на програма. И овој кој ќе почне да развива некоја варијанта и И се нема да му успее. не, него овие едва и чекаат да сидат дома што се на смена. И овој и се гледа како му викаат, ајде доста се таа варијанта. Дозволете ми да завршам сега, да. Нема кат. Не, Сигурно немаше како кад. пола од младата публика загубивме да се вратиме на она зашто сме Добре. тука. Шах. Да, инаку вие мислите дека ќе збориме за К15. Ама брат. Види, може би да за К15, ама шаховско поле. Не знам дали има К15. Нема бе, до 80. Нема. Види, Миле е многу добар синоним за многу, како се вика, ситуации и состојби. Како не? Иде Миле лајковаќ кон пругом. Миле ми текна. И така дале. Затоа мислам го кажав у контекстот. Не би беше поентата да ги изгубиме младите. Не, ама веќе Да, отида, Па, ојда. Изсечете го, бе, Так, ќе почнеме сега. Сега може. Од сега да може да почне. Добро вечер, драго ми е што сме гости во вашето студио. се ближи датумот. Бране, Се ближи, еве го. 16 за една недела.
Да. Ја би рекол, празници се ближат. Баш, значи јас го осеќам притисокот, не па ти. Значи како ти е периодот? Не, сериозно, знаеш, може да немаш трема. Не може да немаш. Да ти кажам искрено, немам време да размишлям, исто ме прашуваат и дома како имаш ли трема. Уште немам трема, немам кога да мислам. Чак и на пробиве на една проба со Синиша разговаравме за тоа како вие нормално е да имате трема, ние изгледа ненормални сме, ама не знам, веројатно, сигурно ќе имаме некаков, ама сега за сега фокусирани сме на пробиве. И не знам, немам. Ја лично немам. Пополнето ти е време, во максимално. Да, така? Реално. Да. Ја да ги пуштам, ги малтретирам на проби, ги држам дугачко и овој. Али сето тоа е со добра причина, па што ќе вроди со плод. А си по мек, демек знаејќи као не се професионални актери. Он е по мек. Нема везе, не. Знаеш како си во односов као режисер со перформери? Како и секогаш, ја работам својата работа, апсолутно не. Баш као да имам чест да работам со легенди на македонска комедија воопшто. Што би рекол Цацко во еден од скечевите, они се класични репрезенти на скечеризмот во Македонија. Така да, не е ништо поразлично, имаме процес, работиме, исто како што би работил и представа. Направивме вербатим транскрипција на сите скечеви кои што ќе ги работиме. Чекај, почнавте од читачки проби? Апсолутно, да, имавме читачки проби. Како на маса? Инсистирав да читаме и доскоро читавме, сега баш се пребацивме на мизацени, веќе работиме на како би изгледали визуелно скечевите вистински на сцена, али веќе сме спремни да го работиме тоа, зашто веќе потрошивме долго време на читање, буквално на театарски процес работиме. Пошто те знаат, нели, имало и по билборди и по свети го има дека си режисер, така и вајда луѓето и по крстословки. И по крстословки. Види фотос. Те прашуваат луѓе, добро, што ќе биде тоа? Цело време прашуваат. Што е ти go to одговор, онака, кој ти е одговор што им го дадеш? Така викаш? Да, кратко јасно. Апсолутно да, и тоа и ќе биде спектакл, што е сосема ново искуство и за сам мене и предизвик. Покрај тоа што се разбира дека ми е чест, што воопшто некој помисли да ме викне во оваа констелација, али мислам дека сме match made in heaven, барем така ми делува од досегашната соработка, супер се забавljаме на проби, они го имаат тоа што го имаат тоа своето, ја го носам оној мој дух кој што работи заедно да направиме некој сосема нов производ, една синергија која што се случува, што за мене сосема баш пријатно изненадување. И апропо тоа немам трема, ама имам една вистинска позитивна возбуда за она што ќе се случи. Што си едва чекаш да го... Буквално едва чекам да се породиме, да излезе тоа на сцена, пошто мислам дека направивме многу интересна приказна. Една цена, финални 10 дена. За преостанатите 1000 места за последното шоу во живо на К15 има специјална понуда со која сите билети се по единствена цена од 1300 денари. Со купување на билет по оваа промо цена го добивате најдоброто достапно место во тој момент. Купи побрзо, доби најдобро. Оваа понуда важи само за онлайн купување на билети, значи го добивате најдоброто достапно место во тој момент, побрзете, купете ги по цена од 1300 денари, kupikarta.com, kupikarta.com. Успеавме да избереме заедно, што беше голем предизвик, да избереме скечеви кои што заедно ќе направат една приказна. Они фактички се преплетуваат еден со друг и секој гледач ќе има прилика да следи приказна од почеток до крај, буквално како да седнал во театар или во кино и гледа филм. Нема тука паузи за сендвичи, за ручек и за пијачки. Брене, тоа значи дека се прави, знаеш, американци би рекле we do justice, знаеш, на целиот опус на К15 нема никој фан на одреден дел да се почувствува обесправен дека тие години не видов ништо од тие години. Внимававте да има од сегде по нешто? Па не, ќе има некој што ќе се почувствува така, затоа што реално огромен не може да се стигне. Не може да има све. Ние и сега работи што ние тргнавме со поширок репертоар, да речем, од скечеви, ама мораме да ги кратиме зашто и се
Многу време, мислам. Не бе, може дел да откриеш нешто што. Можеме како не, ќе ви открием покасно, ќе гледаат до крај сега зашто да ги извркаме одма. Можеш од копчена ти овој кошулјата. Откриваш. До година волум 2. Ако дозволиш ја за соработкава со Синиша да раскажам. Прво, ние одавна не сме работеле и многу ретко имаме со режисер воопшто работено, не за живи, него генерално. И ја го знам Синиша онака, ама не сме имале прилика да работиме и Буба кога дојде му вика, ој тешко него ќе биде, тешко него. Со нас тројца некој да седне да не режира, нас тројца, што реално сме проблематични, ама Синиша има едно исклучително една мека рука. Ја устари не е таа мека рука, него ја сега ќе ти кажем како е. Тоа е го викаат за вино, има Iron Fist, Добро. in the Silk Glove. Има цврста рука, али свилена рукавица. Многу е внимателен, многу добар однос има со луѓе, прифаќа сугестии, не инсистира на нешто што е, и ние, тоа многу нас ни одговара, пошто и ние увек сме биле така. Сме биле флексибилни, ако некој каже нешто што е прифатливо, а он има многу отворен ум и стварно мене ми е откритие соработката со Синиша, зашто ми е стварно до сега не сме имале соработка со некој со отворен ум така кој што секоја сугестија ја сваќа како добра намера и гледа да го вклопи тоа што го кажуваме уака. Ама овој режисер го разликува од други. Стварно има симбиоза голема у работата. Сега ти спофаливме, ама со право се. Тоа е тоа. Не, апсолутно не е фалење, ова е реалноста, ова се случува и Јас сум најдобар. Не. Најдобро е она што се дешава дека работиме заедно. Мене ми е стварно возбудливо она, пошто верувам она што го правиме, верувам дека публиката на 16, 17 и 18 навистина ќе ужива колку што и ние уживаме друго подготвуваме се тоа. Знаеш, пошто како да ти кажам, ја доаѓам од сосема друго милје. Они се легендите тие што се фактички јас сум практично и нивен фан, израснат со нивните скечеви као и сите други, нели? И навистина за мене лично најтешко е да го одделам фандомот од професионалното така обидувајќи се да најдам совршена средина у која што сите ќе бидеме задоволни од она што го работиме. И мислам дека сега за сега сме на одличен пат. Така да ќе се вратиме на овој дел, само Джики да го прашам пошто спомна Синиша, нели ѓаволски тешка работа да одбереш скечеви. Верувам дека и песни да одбереш. Сега скечеви има многу повеќе од кој што Дуо Трио има песни. К15 има многу повеќе скечеви, ама сепак немаме време за да ги отсвириме сите, така и треба да се одберат. И како се бира? По популарност, не знам, по лично можеби што ти се допаѓало? Исклучиво лично. Така? Да, па добро ми даде одврзани раце, ја да ги изберам песните. Добро. И јас си ги избрав тие што ми се најголеми хитови. И се пазаравме за некои песни, не ова, чекава трнија, не ова. И се направивме една листа која што е стварно мега хитови. Така се. Сите ќе ги знаат тие песни, сите ќе ги знаат. освен една, еве да откриеме спойлер. Може. Alert. Ајде. Има една нова. Има ново. Нешто ново. Ама уште се пече. Се пече у моментов се спрема сосема нова песна на К15. Добро. Ја присуствував и тоа е легендарен момент за мене. Така. Голем успех у животот, присуствував на моментот кога се договорија и решија дека ќе ја прават песна. Така да тоа беше фантастично, се дешаваше пред мои очи, го видов и лудница и еве се развива, така да ја веќе чекам таа песна да видам како ќе реагира публиката. Сосема нова. Да го открием наслов, смеам. Па Не мора. Не мора наслов. Не морам наслов. Не мора наслов. Можеш референ да отпееш. Може да испееш. Ево види. Не, му го разбирам чувството што сака да го долови, зашто ние стварно сме знаеш како се идеме со скечов, го раскажуваме скечов и наеднаш еден од нас, да не го именувам, и му викаме, ајде бе, ти си Твој дел. Чекај малце. Шо, нешто се замислив. Ајде бе. Абе од ова што е, зашто да не направиме ние песна од реплика некоја што треба да дојде у ова. И почна се пребацивме на песната. И почнавте да ја правите. Почнавме да ја правиме песната и У
Уживајте во одлично телевизиско и филмско доживување со A1 Explore TV. Гледајте ги вашите омилени ТВ канали, филмски наслови, детска содржина, 7 дена нанапред и 7 дена наназад, со можност да паузирате, снимате и премотувате и опција за подсетник. Никогаш да не ги пропуштите вашите омилени содржини. А супериорниот оптички интернет на A1 Македонија ви носи стабилна конекција, неверојатни брзини за даунлоад и аплоад, истовремено поврзување на повеќе уреди со висок квалитет на услугата. И бидна. Ќе видат добро, да. И Джијан добива информација, имаме нова песна. Не, лесна е песната. За разлика од нивниот супер забавен процес кој што они заедно си се зезат и забавлjaат, ја дома сам си седам осамен со мојот компјутер, стискам дугмиќи и си се откачувам сам со себе, така да си антиципирам. Немој се и пробиве со нас, ти се малку... До таа точка, Така, сум сам дома седам, ама како се вика, од кога почна да пробите заеднички, и јас се осетив како дете на овој свет, така да се радувам. Сега сигурно нели тебе те прашуваат фактички исто прашање што ќе има, што ќе биде, како ќе биде. И сега кога ќе ти речат добро, што и правиш на градинарот или било која нели од песни на Дуо Трио, што им велиш? Што ќе видат луѓето, што ќе бидат таму, ќе ја препознаат песната, ќе биде различна ли? Знаеш, пошто тука има оркестар, 30 луѓе, многу е тешко луѓето да предвидат што точно ќе се промени во песните. Види, тоа е многу убаво што, да речеме, овој состав оркестар кој што ќе свири, во основа е джез импровизирачки оркестар. Баш кај гудачите кои што свират се спремни да реагираат на моите блесави инстант идеи кои што се дешаваат и на концерт. А ти си познат по тоа, бајде. Така да можно е да има и многу големи отклонувања од сео на што ќе биде напишано. Така да публиката, а и ние ќе се изненадиме, тоа 100%. Така, ја особено едва чекам да ги видам овие изненадувања. А инаку во основа секако нели публиката, мислам дека се надевам дека ги познае песните. Не очекувам дека ќе биде нешто толку космичко далеку за да можат да не знаат која песна е Градинарот. Меѓутоа ако треба да објаснам што се случува, може за публиката наједноставно да се објасни дека ќе има гудачки ансамбл, има виолини, прва, втора, виоли, виолончела, ќе има труби, саксофони, тромбони. Значи, ако нешто го свириле, да речеме, 6 инструменти, сега ќе има 30. Да, ќе има бубњеви, бас гитара или ритам секција. Меѓутоа, не знам, тешко ми е да ги објаснам овие работи како тоа ќе звучи. Вере да се каже дека секоја песна ќе биде многу побогата. Па тешко ми е ја тоа да го кажам. Не, ја ќе го кажам, дека моите вокални интерпретаторски способности ќе бидат збогатени со еден професионален оркестар кој што ќе напумпават и така да ќе се потрудат да ги сокријат сите аномалии во мојот глас. Што ќе биде? Да, тоа е ствари главниот мотив, зашто има оркестар. И таа аномалија мислам дека е главната есенција, така да без таа аномалија нема да работи. Ако се трудите да ме бркате мене, да, ќе ме фатите. Ќе бидам лесно. Сите вече да го слушаме Мила Паника како пее. А ќе биде стварно, мислам од музички аспект и мене ми е птен драго што сум дел од оваа супер банда, што и ми е драго што работам на еден проект каде што се разговара за убави работи, се разговара за разумни работи, каде што животот добива вистински смисол, мислам колку и да звучи ова без везе за младите. Звучи фантастично, ова е нова песна. Да. Имаме време, Има ли за ова? Нема песна за ова. Нема песна за ова. Така да многу ми е драго што ја ќе имам простор да си направам некоја ѓурултија своја да додадам. Синке, ако сега работава со тројцава, ако треба да ги анализираш, ама стај се знаеш се во режисерскиве чевли, кој што работел со најдобрите актери што држава ги дала едни од најдобрите во историјата, нели? Едни од најдобрите представи ги имаш ти режирано и сега ако треба да ги анализираш тројцата и да правиш некаква дистинкција нивна, ама од позиција да ги гледаш како актери да се. Така и ги гледам. Окей. Што кои ти се впечатоците за секој од нив? Ти не слушај.
Па не, овој... Добро. Не, смеам да зборав. Не знам ја ако не. Ја дали смеам да слушам. Ме држат тука, па морам само позитивни ствари да се шалам, нема веза. Не, значи пред се да одговорам на твоето прашање, апсолутно не ги гледам никако другачи освен као актери. На крај на денот тоа е они се, иако не се по вокација, не име она прима вокација, така актерство. Меѓутоа во овој случај они несомнено го работат, ова веќе долго време се во оваа приказна, така да јас никако другачи не ги гледам. А онда кој ги гледам као актери, ги гледам као секој друг актер. Тоа е она најсветото нешто без кое што нема представа. Така ги третирам, тоа е тоа. Ама сите актери се различни. Апсолутно, Некој е тежок за работа. Сите се тешки за работа. Така? Јас сум тежок за работа, тоа е нормално, тоа е предизвикот, нели? Начинот како да јазикот кој што го зборуваме го направиме заеднички. Знаеш, пошто многу често и во приватната конверзација, во секојдневниот живот и воопшто во општествените појавувања, многу често секој влага во свој сопстен монолог, не слушајќи го соговорникот. И тука е главниот проблем, недоразбирањето, недослушувањето е најверојатно најголемиот проблем за да одиме понатаму. Кога ќе го надминеме тоа, кој ќе најдеме заеднички јазик, онда многу полесно се создава се по, знаеш, тоа е као Джијан што би рекол клjuč, така, претпоставам некој клjuč кој што одредува каде ќе одиме понатаму. Виолински. Да, виолински, апсолутно. И да би требало, знаеш, по еден параграф да ставиш за секој од нив, замисли да пишуваш мемуари или вамо таму и се навраќаш на овие денови кои што сега ги живееш ти во моментов. И сега поминавте еден процес на проби на сето тоа и да треба да ги опишеш, како да кажам, карактериве на Бране, на Васи и на Бубо. Што би рекол? Каков е едниот, другиот, третиот? По еден збор. Не мораш, знаеш, така. Заебано прашање, али е вака ќе се обидам. Ќе се обидам вака. Шах. Да, Бране е профи, еве се еден збор. Добро. Бране е профи. Васко е уметник. Добро. А Бубо е романтик. Ајде! Така ги доживува. Озбилно. Еве вака ако треба да ги опишам со 3 збора. Ти Бране, јавно под притисок со пистол позади што ми го доживува. Ете така, да. А, Бране? Не знам, окей. Појма Така не да живееш, се. дали е така. Не знам дали. Ете, ја така ги Не што он рече се дека ја не сум уметник и дека не сум романтик например. Само си профи. А што ја не сум романтик? Нема појма. Нема, тоа е негово субјективно чувство. Секој има право на Секој своје има гледиште. право. Секој има право на погрешно мислење. Джики, да ти ова, ова тие музички проекти, ама да би го бројал, знаеш, кој знае кој е поред? Стотици се, така? Не знам, не сум ги бројал. Ама стотици се, во стотици се, во секој случај. Имам, поминал доста живот. И сега го гледаш како различен од претходни, зашто е, препоставувам, најнеочекуван. Од аспект како есенција е најнеочекуван. Мене ми е најбитно, мислам и најубаво, тоа што во цел овој проект, мислам прво, нели К15, ние сите пораснавме со тоа, и кој идеше на телевизија К15, ја бев средно школа, и ние идевме у школа, следниот ден, гитари си ги пеевме песните одма. Одма си ги пеевме песните, и тоа беше стварно супер хит. И ние тоа го гледавме уште тогаш као супер платформа некоја, од која што се развива одреден муабет, одредена ситуација, и беше стварно супер мотив за дружба и за праење и за гомна јадење. Да. За забавлење. Комерцијална банка има совршен подарок за вашите најблиски. Подарок картичките на Комерцијална банка се во вредност од 1000
до 5000 денари и може да се искористат во голем број продавници во трговските центри Скопје Сити Мол и во Eastgate Мол, каде што ќе најдете широк избор за подароци за сечи вкус, без разлика дали тоа се модни додатоци, електроника, козметика или нешто за домот. Подарете им слобода на вашите најблиски да изберат она што на вистина го сакаат и уживајте во радоста што ќе им ја донесе вашиот подарок. Посетете ја најблиската експозитура на Комерцијална банка и земете ја својата подарок картичка уште денес. Мене ми е драго тоа што покрај тоа све што имам правено во животот, милиарда работи и озбилни и вакви и онакви, не сакам да кажам дека ова не е озбилен проект, него ми се допаѓа тоа што сум дел од еден проект кај што хуморот е најбитната нишка. Ја во мојата музика, кога си правам музика, имам доста хумор и сарказам, или бар ја мислам дека има, не знам тоа дали се слуша, дали се приметува. Да, се газиме од смеење ние, кога се Не, На твоите на твоите хитови се газиме од смеење. Извини, бе, извини. Не, нема Ти ја проблем. прекинав мислата. И го си кажа човекот, ти си профи. Не, да имав мисла, па да ја прекинеше. Не, добро, Ова окей. е уште една песна. Ама фактички ги дал. како да си се осеќаш свој на своето. Убаво ти е во процесов. Не, супер ми е, дали ми е убаво, не мислам, ова е сон. Сега пази, Брене, знаеш, луѓе кога ќе кажат, ај добро, скечевите, тоа сме навикнати, ама кога ќе кажат джики дека ја слушаат песнава и утре дента ја свират, знаеш, навраќајќи се на средношколскиот денови или ваму таму, не ти е малку неверојатно фактов што си учествувал и си ги правел тие песни и ова бил ефектот? Не, реално ми е, мене, ајде да не се навраќам ја на мојата музичка дарба и така натаму, него ја реално сум музички и необразован и невешт, да видам така, поскромно да се изразам. Не е профи. За се, не сум профи, поише сум романтик би рекол. За музика, да. Генерално, песните, ако ми викаат нек дај бе отпеа песната, викам извинете, дечки, јас сум студиски музичар, не настапувам уживо, пошто нема везе. Така да, не, реално, песните биле дел од К15 секојаш од шоуто, ама лично ја, например, за разлика од Васе, кај што свири гитара и Бубо, кај што се ги учествувале онака со полно срце. И ја не дека не сум учествувал, ама не сум ги доживувал на тој начин, зборам низ минатите години и години наназад ми се случува кога ќе негде навечер у некој клуб, негде кој ќе чујам, не дека сум ја таму, него ќе изведуваат Билјана Сајла, немаше овде, не знам кој, у разни аранжмани, не знам, вакви хитови, онакви хитови. И ја тогаш уствари го доживувам тоа дека песниве биле хитови. Не сум имал, знаеш, никад мене не ме сретнуле на улица, ми викаат, ле, Бранко, каков пеаш си, дај жити мајка да збориме, знаеш. А и сега, у овој период, особено додека не снимавме, не сум сретнал некој на улица да раскажува скечеви да зборат, али песниве сум ги слушал, така да сватив дека и песните се уствари еден многу голем, мислам сватив. Јасно ми беше, ама онака само ми се испуни душата дека и тоа живее и ден денес. Денес ми кажа жена ми дека мајка и која биле на свадба, не знам негде, дека си се свирела Гради народ. И они си играле на свадбата и онака како да ме шо е работа. Шо е работа, значи мега хит. Не, види, песните свират секако, може нема реенактмент на скечевите, ама реплики од скечевите ден денес живеат и не само тоа, него се влезени у урбаниот скопски говор. Ти имаш буквално милион цитати од К15 кои што ги користат. Она одредена генерација на луѓе, претпоставам, може би не знаат дека се оригинално од таму. Да, точно така. Ама се влезени у природниот вокабулар. Дефинитивно. Жаргон е. Да, буквално влезени се. Добро, ама ова со музика, знаеш, особено убаво што вика Брани, сигурно ти особено кејф. Знаеш, сега знаеш, си се ставам ја во кожа, баш онака би било пуно срце. Кога би чул, пошто ти влегуваш како што кажа, знаеш, Брани, сега го имаш Васе, го имаш Буба и ти си тука како ајде испомош окей или што и да е. Без нити големи очекувања, нити па толку си вложен како овие, пошто оние прават и музиката.
Ама учествуваш во текстовите. Учествувам, да, затоа се толку јаки. Сега кога сме кај нив, кај текстови, имаше проблем или имаш проблем на недела дена пред концертот да некои текстови не се сеќаваш? Види, у принцип на песни кај што е тој пејачкиот дел Ништо не, се сеќавам, него има на интро кај што у некои песни да речеме ова многу љубам да веслам да речеме, пошто таму две строфи од таму не е пеење него и збори. Зедел кајчето стото таку туњо го фарбав плаво и сега текстот ќе не е проблем да го научам, него динамикава дали ќе заврши текстот до рефренот. Тоа се мачиме деноиве да го направиме. Али, така да, ќе биде, топ ќе биде. Него, Джијан, мене ти ова сега на свадба што кажа градинарот, знаеш дека ти си на некој начин сега хендикепиран, што не можат од публика песни да нарачуваат да ви лепат пари таму. Може сега дигитално може. Да. Дигитално може Со QR код. Па добро, ма ви ќе можете да исполните. Знаеш дека има у Србија хармоникаши кои што нели нема овој, немам пари, вади биткоин. Чак и биткоин и телефон, штрак, терминалче. вади чак со Ево, картичка. не се свиѓа. Не сте виделе? Ова не е дигитално, ова е само безготовинско. Безготовинско, да, може и дигитално ствари, што викаш биткоин. Со мобилен на апликација. Сега има и на апликација терминал. Венмо, такви некои, да. Венмо, Шенмо, што да. Има, ти си технички заокружен, верувам дека ќе брзо ќе стигнете до тој дел. Се фурам да се затриогалним. Слушај, тука има музичари. Значи Джијан, окей, ама значи Синке PMG колектив. Тоа е друга pričа. Со историја со се и сега знаеш од позиција на фан, да кажеме, тебе лично ти се исполнија очекувањата во музичкиот дел. За ова зборим. Да. Апсолутно да. Така? Апсолутно да. Се одбраа тие што би сакал и ти како фан да ги чуеш песни. Апсолутно да. Мислам дека е буквално best of во рамките на времето кое што го направивме соодветно за да трае овој настан. Многу внимававме на тоа да, мислам, живееме у брзо време, како сите знаеме, и гледавме да направиме совршен баланс помеѓу она што сакаме ние како екипа да го представиме, а од друга страна публикава која што ќе седи на тие столчиња у Борис Трајковски ќе го гледа, така да биде буквално што би рекле на ние глупи на реклами, совршен баланс помеѓу квалитет и цена. Нема веќе се шалам. Само да кажам, апсолутно да, најдобрите песни се тука. Return of investment да има. Ја би сакал да има уште 10 песни, ако ме прашаш. Така. Али во интерес на времето и на приказната која што ја раскажуваме, мислам дека направивме еден best of best избор кој што апсолутно види. Стално некој ќе има незадоволен и каже зашто ова не го направивте, зашто не го свиревте. Ќе има следен концерт, па ќе го свириме можеби и тоа, така. Сега да пазиме, мислам, ја би сакал да откриеме. Како ќе се испреплетува? Ти спомна испреплетување, баш и као глагол го кажа преска. Кај се сега скечевиве, кај се песниве во приказката? Кај се де? И што викаш ти исто кажа дека ќе се испреплетуваат и самите скечеви па еден во друг. Апсолутно. Така? Да. Ај сега тоа малце може да им го одгатнеме на луѓето? Може на кратко, може на кратко. Значи у принцип што е работа? Подгответе се за новата билна мешавина од Good Nature, чајот Energo C. Грижливо одбрани билки збогатени со витамин С, антиоксиданс неопходен за активно секојдневие. Кога се чувствувате исцрпено и без енергија, дозволете си ова шолја Energo C чај од Good Nature да ги разбуди сите ваши сетила. Има неколку парчиња, има неколку сегменти целава приказна, така и секој од нив е составена, на пример, има едно големо парче у кое што учествуваат Миле, Тошо и Цацко, така, и тоа парче е составено од повеќе скечеви, ставен во сосема нова околност, и онда е направена фактички компилација од најинтересните работи што ние мислевме дека можеме да ги представиме во еден сосема нов поинаков скеч, базиран на сето на што публиката веќе го знае. И вакви сегменти имаме неколку. Помеѓу ги имаме оние добро познати монолози
нели на Цацко, на Миле, на Климе, на Тошо Малерот и така натаму, Ристо, Блажо, сите ќе се појават, така сите се поканети на самата манифестација. Очекуваме да дојдат. Очекуваме дека ќе дојдат сите, да. Зборев и со Блажо и со Ристо, викаат кула ќе дојдеме, така да ги чекаме нив, мислам имам големи планови за нив. Со Џони Џанак преговараме Со сега. Џони Џанак го чекаме. А народот го пара. Овој побара 100 за такси, отиде до негде, рече ќе се врати, кај да го чекаме да дое. Ама како и да е, значи да скратам. Добро. Овие сегменти ги имаме монолозиве и во меѓувреме тематски поврзано ги имаме оние песни кои што ќе свират, нема да откриваме повеќе од ова. Меѓутоа се е паметно размислено кога, каде, зошто, во кој точен момент ќе отсвири било што. Дали тоа значи дека оркестарот не е активен само за време на стрикно песните? Апсолутно да, браво. Он си Да. кажа дека е филм. Да, значи буквално Театарска представа, цела следиме, почеток браво, браво. следиме буквално театарска представа која што наликува поема немна да речеме на некоја вариете шоу од Бродвеј, така. Имаме оркестар цел, имаме така. Имаме оркестар цел. Не е профи, не му замерам. Не сум профи, да. Ги имаме нив на сцена, така да спремете се за 2,5-часовно спектакуларно доживување. Одлично. И подсетување за луѓето чисто да знаат уште една, значи за 18 мај има уште мал број карти кои што се продаваат по единствена цена од 1300 денари, по принципот најдобрата available карта во моментот е таа што се дава, значи добивате фактички повеќе за помалку, односно најбрзите добиваат најдобри карти. Сите тие што се останати се продаваат по единствена цена од 1300 денари и може да ги најдете на kupikarta.com и ова важи само за онлайн продажбата на картите за, пак ќе речам, третиот концерт на К15, бидејќи тој на 16 и тој на 17 се веќе од претходно продадени. Жаре, уште ли има карти? Јас Пошто изненадив ме се, прашуваат мене, ја Бараат. нема. Бараат. Не, добро. Како си со тоа, гасиш телефони периодов, пробуваш, знаеш, сигурно те Телефонот цивкаат ми е помалку. угасен секако пошто сме на проба најголемиот дел од денот. Види, ние уште од кога објавивме, луѓето прашуваат, така да најголемиот дел више набавиле карти, ама овие сега што се јавуваат. До скоро ги упатував, зашто стварно мислев дека при крај няколку што разбрав дека уште мал број на карти се останати, ама еве, да, ова е одлична шанса за тие што ми се јавуваат, што прашуваат, еве, на 18 има уште некоја карта, побрзајте, од понеделник не ме барајте после. Не Од видов. понеделник се у карантин и телефони им зијаме и све. Така е. Види, си го правил тоа со актери претходно? Многу е тешко изводливо, меѓутоа кога има услови, да. Така? Има услови, Само апсолутно, кажам, да. добре дојдено е. Може да Во биде, процесот. Може да биде апсолутно. Може да се случи тоа и малку порано пред изведбата. Добро. Чисто као едноставен тимбилдинг некаде на страна, да немаш допир со други ствари, да не се замараш со секојдневниот живот, едноставно да се посветиш на она што го работиш. Така да секогаш кога имаме прилика и се разбира буџет за тоа, апсолутно го практикуваме и тоа. Вие правите тимбилдинг, тамо со тие, со оркестар. Секојдневно. Вие сте набилдани, богами, таму. Нашиот тим е многу билдован. Многу било тим има. Сега назад на живите шоуа. Нови скечеви. Ке има или ке нема? Спомнавме песна, окей, сега во делов на скечеви. Има некаков новитет, нешто сакаат луѓе прашуваат цело време. Знам, тоа е, баш викавме луѓе со какви очекувања доаѓаат, у принцип. Размислувавме многу за тоа. И во основа ова е одбележување на јубилеј од 30 години и разговаравме за тоа, луѓе кога идат на концерт кај некој, сакаат да ги слушнат песните што више ги знаат, хитоите. Никој не иде со турнеја. Меѓутоа, значи, у принцип ќе биде компилација од Best of, со тоа што, како што кажа Синиша пред тоа, имаат сосема различни аранжмани и у секој од тие, у секој скеч има новитети, нови ствари, поинаку се што не се
Значи може да очекуваме и одредено нешто да се искоментира надвор од тоа сценарио што сме го гледале. Да, апсолутно да. Има Така. и дури осовременување на некои парчиња. Баш за тоа, еве ќе кажеме, Види, има, тоа е доволен новитет, па... има да речеме, еве го, еден од тие култни скечеви што се со комитите, да речем, тие у 90-тите години кога сме ги правеле у почетокот, биле правени у еден контекст тогаш што бил актуелен. Сега истите тие ликови на овдека Мора да имаат мора да имаат нека некои нова приказна. нови приказни, така да има Па добро, види. месото е тоа, ама различни Ја се. мислам, тоа е тоа што би требало па да ја задоволи публиката. Значи не Па е ја- оставено така копи-пейст само... Не. Види, не ни Никако. може, па пред се примарната приказна на К15 се наменета за друг медиум пред се, така нели? Телевизија така е. и со самото тоа што ја пребацуваме од позади камера на сцена, веќе имаме сосема нова приказна, сосема нов контекст и нивен и предизвик и актерски, така, и приказната која што раскажуваме, да се обидеме да го задржиме вниманието од почеток до крај. Значи да не очекуваме дека ќе гледаме скечеви па појма немам па и кидат реклами, така Да. Овде буквално се обидовме да направиме приказна која што има свој почеток, средина и крај. И заплет се разбира. Колку што може и колку што ни дозволуваат ликовите. Оние кои што се појавуваат и се губат по потреба, така. А се соочивте со проблем во однос на должина на работите? Знаеш, зашто сите овие се доста комплексни Апсолутно. ствари. Еден тон скечеви, музика, па се дали да ја свириш цела музика, дали не е, дали да се прави компилација од песни, дали самостојно ќе иде песна по песна. И сега како го менаџиравте тој момент? Со баш онака чекај бе луѓе, треба да се држиме во некој рок сепак, да не е... Компресирање. За тоа е best of, знаеш, кога правиш албум, така, кога правиш било каков избор на програма музичка, така, во еден момент се соочуваш со времето, така. И мораш да ги избереш најсоодветните парчиња за Ама да... кога е доставно, да речеш, знаеш? Имавте некој пример сега, карикирам, рековте, не надминуваме саат и 45 дупо. Види, ја на почеток кога влегов во целата приказна, ја инсистирав на 90 минути. Добро. Успеавме да се договориме дека можеби треба малку подолго. Сега сме на 2,5 сата. Ние на почеток значи имате за кастрење. Може и ќе кратиме, може и не, може и ќе трае 2,15, може и на 2 ќе стигнеме. Така. Ако се спастриме. Ама сакам да кажам, толку многу се забавуваме. Така. Више кога реков ај не правиме више, додадавме уште 300. Ама и ова е добро, ама чекај. Да, така да, едина фиксна варијанта посветивме точно време на песните што ги одбравме. А ваму правевме компензација во скечевите кои што фактички се креирани врз база на постоечки скечеви, меѓутоа во сосема една нова форма. И тука правевме компромис, например, каде би можеле нешто да скратиме за да додадеме нешто ново или да убациме од комплицирано. Овој принцип баш онаков буквален колаж и пресек на крајот на денот на огромен дел, еве не можам да кажам на сето на што го работеле К15, меѓутоа на огромен дел на она највлијателното и она најпрепознатливото од К15. И сигурно добиваш вакви прашања. Ај, лав муавет ќе направиме. Што после? Може, бидејќи огромен дел од луѓе ќе останат надвор. Значи нема да стигнат да се земат карти, како што и се кажува во промо и се, стварно е сега и толку. Така се вика и во промото. Толку се 3 концерти. Добивам прашања во право си често и одговорот ми е ист секогаш. Ние сме отворени за све, сепак поминале години, сега сме фокусирани на ова и ние сега практично после неколку годишна пауза па влагаме во оваа енергија творечка, глумачка, да речам, иако сме поминале години, знаеш, го немаме истиот ентузијазам. Уметничка, романтична и професионална. Меѓутоа ова сега што го правиме никако не враќа, како да речам, гледам дека кондицијата за стварање не ни е изгубена. Има многу други околности, други како да речам, environmentот е параметри. Други медиуми се, друг е предизвикот, значи и секако дека размислуваме за тоа, меѓутоа сега сме фокусирани точно на ова и ова практично од кога ќе заврши ќе видиме дефинитивно како ќе продолжиме или
во кој правец би оделе? И кога станува збор за технологија, изборот е јасен. Анхоч е водечкиот технолошки ланец во Македонија со најголем избор на компјутери, лаптопи, смартфони, гейминг опрема, паметни уреди, се на едно место. Најголем избор на гейминг опрема во цела држава, од тастатури, мауси, монитори до слушалки, геймерски столици и што не. Професионален тим, модерни салони и одличен однос цена-квалитет, најдете ги Анхоч во 20 продажни салони низ Македонија или купуете онлайн, сигурно и брзо, на anhoch.com. Анхоч, твојата технолошка дестинација. Можностите се неограничени. Фер, супер. А од твој аспект, Синке, стамина гледаш кај нив дека, пример, ај вака, измислуваме, значи, скрос ова нема никаква врска. Да би го повториле ова, замисли, еве хипотетички, еве, ги викаат негде. Добро. Во, кај да знам, во Европа или било каде, викаат, ова е супер, го гледавме или бевме таму или било шо, ајде го реплицираме. Има стамина и потенцијал вакво нешто да живее понатако од трите. Апсолутно да. Ја изборам секој ден. Така? Да. Ја мислам дека да, има потенцијал и мислам дека не треба да престане, ама who am I to say? Добро, да. Добро. Сега сме на оваа павелон фокусирани, не, види, ние сме ги истурале на времето мозоците стално со прајање на нови содржини и секој, јас сум завидувал на театарски, да речам, работници, глумци и така натаму. Правиш една представа и со истата представа 150 пати, 200 пати. додека има интерес, таа се прикажува. И се овдека ние сега сме концентрирани, пак ја кажам, на ова. Материјалот ќе биде спремен, сега нема да биде можда изводливо секогаш со цел оркестар, ако викаш негде да се оди, ама ајде ќе видиме, да не. Ама со Джијан. Ама Джики е тука. Ама со Джијан, можеме. Джијан, ама шилјо шо, све Ќе направам ја све, имам на две нозе, на прстите ќе си ставам, на ушите нешто на капаците. И сега Джики и Синке како фанови, да речеме, и луѓе кои што, како што кажавме, сме пораснале со К15. Времињава, очигледно добро се менуваат. Како тоа, знаеш, тоа е секогаш нешто интересно, ќе го поздравам Миле Кузмановски, се чувме пред да почнеме. Ја ќе го поздравам. И нешто на тема, и он вика, вика, фасцинатно ми е, знаеш, тоа кажува многу, вика, за државата, знаеш, ова 100 пати си го слушал, деме, како може да се толку релевантни работи, како да се пишувани за денешно време. Демек трагично за државата, алал да им е како можеле да напишат такво нешто. И сега, кај е релевантноста? Знаеш, како фан, како ја гледаш, како ја анализираш, кај е релевантноста? Како тоа стои? Не сме мрднале како држава, до тоа е, или сепак има тука нешто подлабоко што него гледа голова око? Ова е комбинација од двете, според мене. У принцип, веќе зборевме за релевантноста воопшто на јазикот на К15, кој што денеска го живееме и го говориме на крајот на денот, особено оној скопскиот урбан јазик, уличен јазик, така, кај што многу често можеш да чуеш опаска од било кој нивен скеч, релевантноста нивна од денешен аспект 30 години подоцна е во тоа што работите многу споро се менуваат. Ние сме навикнати на брзи технолошки промени и очекуваме се дека се менува. Меѓутоа, човечкиот дух и интелект на крајот на денот, као таков, еволуцијската крива е прилично споро се развива и има голема дискрапанца, што би рекол Блажо, помеѓу нели технолошкиот развиток и оној хуманистичкиот као таков. Така да од таму и релевантноста. Ние цело време можеме да ги сретнеме авторите во историјата на литературата, така, кои што резонираат многу модерно, иако се напишани пред 100 години, дури и пред 1000 години. Во тој смисол би ги ставил К15 како едни од тие луѓе кои што едноставно сватиле каков е животот, ја сватиле сршта, битта на антрополошки на човекот. Архетипови. Апсолутно, на човекот кој што живее до нив или со нив, така. И успеале тоа многу успешно да го пренесат.
веруваш дека пример на ова поднебје да би било таа некако парафразирано во поинаков канал, зборам тоа сценарио, таа идеја све, би било и во турско актуелно и во не знам, така? Апсолутно да. Тоа е фасцинатно како идеја, баш. Ти, бране, имаш ли мислење? Слушај, Синче, ова како убаво го каже, за ова, зошто нема песна, бе? За ова нема песна. За ова Зошто ќе нема направиме за песна? ова. Оро. Не песна, оро. Не знам, Жере, што да ти одговорам на тоа. Ние ништо не сме правеле со намера да биде предвидување за иднината или дека нешто ќе биде актуелно. Ние инстинктивно сме правеле работи што ни се свиѓаат, што ни биле смешни, забавни, сме ги интерпретирале на тој начин, така сме ги доживувале, така сме. Инстинктивно сте закопале во сршта на архетиповите на балканско, читай македонско Тие се поднебје. вечни, да, затоа е, знаеш, поише универзалноста на хуморот поише е за мене релевантна отколку, не знам, тие предвидувања што некои ги викаат. Не знам, има работи кои не зборам се од тоа како државата се развива или не знам што, него. Еве гледаш, некои викаат вие сте као Симпсонови сме биле, Симпсонови се предвиделе. И оние не верувам дека предвидуваат дека некој гледа на кафе што да снимаат, него За исто се работи. да, не знам, едноставно инстинкт некаков или Тоа е само искрен коментар на моментот во кој што се наоѓа општеството, така. И кога искрено го правиш тоа, онда тоа резонира и за 100 и за 1000 години подоцна. Тоа е приказно. знаеш, луѓето секогаш у средината, у периодот во кој што живееме, ние сите имаме нешто осеќаш дека нешто иде у некој правец што може. Меѓутоа, главниот наратив и на политика и на свет те убедува дека не е така. И секој интимно го мислел тоа или не знам што, и сега ние сме имале, да речем, среќа и храброст да го кажеме тој и да го снимиме и реално отишло тамо. Са Васко има добар одговор на ова, у принцип, да знаеш, као ќе го повторам, ќе го парафразирам, као да еве сега дојде, седиме ние и сега ти пиеш пиво, пиеме пиво и сега јас знам дека после 6-тото пиво или порано ќе ти се примоча. И сега јас сум видовит. Така. Не сме видовиди, само да, паве велам, сме ги кажувале работите надвор од оној наратив што бил актуелен, дали политички, дали не знам. Мене околности беше појма немам, да не филозофирам. Знаеш, пази, да ги најдеш тие особини човечки и да ги преточиш во нешто, мислам дека тука е силата и затоа е она што и сме го збореле ја и ти Джики. Синти, колку има, 16? Не, помоци има 13. 13. Ево за 16 изгледа. Не, има коса, за тоа го Добар, напреден. Ама е фан на К15 и сега обично би рекле луѓето, ама тоа е заради нови времиња, TikTok, ваму тоа. Да, ама мислам дека тоа е симптомот, а не е уствари болеста под наводници. Уствари ова е суштината. Дека ги и колку и да се млади или ваму таму ги препознаваат тие архетипи и тие постулати некои карактерни. Дефинитивно карактерите се исцртани, објаснети фантастично. Сите карактери од К15 постојат тоа што вика Синки и пред 100 години, постојат и во литература и од претходно, ама сега се ставени во супер контекст, зборам нели 90-ти години, во супер контекст се ставени за публиката да може да ги прифати, нели тоа правиш хит. Знаеш, публиката најчесто ужива да се смее на собствените проблеми кои се препознаат, така. Дали ќе се препознаат, едноставно знаеш, значи полесно е да се смееш на својата мака отколку да плачеш, знаеш. И кога има некој кој што ќе ти помогне да пребродиш преку тешки времења, фала Богу, сме го наебале јако. Смеам овде да. Смееш до тука. Добро, окей, значи само да кажам, овие 30 кусур години, така држава, не, така, колку и да се. Така. Значи мене младоста ми помену, сега ќе биде боле. Утре почине. Еве сега ќе дое. Само што не тргнало. Само што не тргнало и таму сме уште, така. Точно. Тапкаме уместо. Така да мене не ме изненадува што се уште јако резонираат панчлайните на нивните скечеви, затоа што ние сме
во ледво место, што би рекол Горан Стефановски. Така ние фактички не мрдаме од почетната точка. Какво ни е и орото, 2 напред, 3 назад, така. Ние никако да тргнеме негде. Сега, Никако цело време шлајфам. Уште повеќе сакам да ги видам стариве скечеви во Ново Руво, откако све го каже стварно, бидејќи баш дека се Evergreen Дојди на некоја проба вежаре. Баш се прашуваш, Која знаеш сакаш, колку слободно. ќе биде, колку ствари ќе биде добро кога ќе бидат со зачин на 2025-та тоа што Миле Цацко Ристо Блажо, разбираш и се тоа. Фантастично. А зошто сега без ова нели лажна скромност, ама ајде и ние да си кажеме не мора бране. Добро, зошто хуморов не изроди па нешто приближно на тоа во меѓувреме? Еве нема. Ај вие кажете си. Океј, ја Дали- не би се дали- сложил дека нема. Не би Добро, се сложил добро, дека добро, нема. добро. Напротив, мислам дека има хумор цело, ние сме прилично хумористична нација, би рекол. Вистина. Така да немаме феномен као К15 нов, дефинитивно не постои. Меѓутоа Сакам како шлагвор чисто да не заради пресатурираноста на каналите. Знаеш, сега постојат нема толку мал избор на канали како што имаше во, да речем, пред 30 години во тоа време. И едноставно немаш преголем избор и брзо испливуваш. Или сега, повторно брзаме. Како луѓе брзаме. После 30 години бараме нешто. Се уште е свежо, значи Монти Пајтон резонираат колку се више 60 на години, меѓутоа ние во последниве 15 години ги гледаме новите гениалци од Британија. Ние ги гледавме, сакам да кажам, треба време за работите да одат понатаму. Меѓутоа комедија као таква апсолутно постои, јас сум дел таа приказна заедно со театар комедија и со представите кои што ги работиме со тие деца таму. Така да има како се вика достојни наследници на она што го работеле К15 до сега. Ама сакам да кажам, брзаме, имаме преголеми очекувања од самите себе, цело време сакаме нешто ново, нова сензација, некој нов да се појави. Се случува се, ама со разумен од многу поспоро од новиот најмодерен телефон од најпознатата фирма која и да. Јас се слагам со Синиша во делот на тоа дека има хумор. Нема хумор по телевизиите доволно. Мислам дека медиумите се смени и мене ми е драго што во моментов театарот како медиум повторно заживеа, особено со комедиите. Да. Сега, друг е медиумот, на друго место е публиката. Да. Не е различно е од К15, не ни треба да биде исто, не треба да се родат нови К15, него некаков нов тип на хумор. Така да, генерално, јас стално за медиумите зборувам, меѓутоа телевизијава, тука и со некои од луѓе од вашава продукција знам да јако викам дека телевизијата кај нас иде многу брзо доле, ама да, вамо живее, кај нас многу брзо иде доле, затоа што кај нас, еве ти си на телевизија, гледаш реално во споредба со било кои земји околу нас, многу малку се продуцира. И не дава шанса за било какви нови ликови као некој мас медиум кој што треба да промовира, кај нас не се случува ништо. Не хумор, ниту промовираат пеачи. Ништо не промовираат, освен политика. Само политика се промовира, да, ќе видиш ти дека Ни спорт, ништо не промовираат. И затоа е тој впечаток таков. Луѓето практично наоѓаат други форми за да се изразат. Театарот е веќе најстар медиум, како да речем. Меѓутоа, еве, и дури и од глумците, и гледај, јас со социјалниве мрежи, за разлика од порано, кога у телевизија за да искочиш, мораш да идеш кај некој уредник, па тој да процени дали ова добро, па дали има, па има буџет, па нема буџет, па кој знае колку многу таленти умеѓу време, не ние што сме се појавиле, ние сме се појавиле, сме имале такви срекни околности дека ја во тој период сум бил некој заменик директор у телевизијата и сум можел да одлучувам и сум си дал шанса сами на себе практично да бил. Без да имаме отпор од некој други и сме го направиле тоа. Тоа е срекната околност, обично така бива. Кој знае колку други луѓе кои што имале амбиции нешто да прават, едноставно не имале шанси. Само кажа еден битен фактор, храброст. Това е многу битен фактор.
Зашто генерално сите имаме прилика во животот за се, така. Сите се раѓаме, сите живееме мене во ми се исто допаѓа време. таа филозофија. Сите твоја, да. сите можеме све да правиме, и музика, и режисери, да Апсолутно. бидеме и хумористи и све, меѓутоа треба некој да покрене иницијатива, Така, ти си така. покренал и се десило нешто. Не, ја бев на таа позиција, ние заедно тоа го али тргнавме, да, не тргнавме ние кога почнувавме, не мислевме дека ова ќе трае толку години. Тргнавме да пробаме. И... Ама мислам дека беше одма хит. Ја така се Мислам, сеќавам. таа Дека првата беше одма сезона е хит. легендарна. А како Одма не? беше и сега. Епа ја градски убаво стадион е свега. наполнет после првата сезона, не Одма после беше хит. седмата. Да. Немаше чека сега ќе чекаме Монти Паси. Пајтон после 25 години, нели, да ги откриеме. Да ги разбереме. Да, Добро, немавме телевизии тогаш. Покасно почна да стигаат кај нас. К15 стана одма хит, мега хит. Така да е и покрај тоа што се слагам дека има хумор, нормално дека има. Меѓутоа не знам дали има во ваков силен набој како што беше К15. Имаше нели изминативе 20-30 години и други обиди. да. Не, ама други тука е обиди. проблемот, убаво вика Бранко, проблемот е у недостаток фактички отсуство на визија на било какви продуценти кои што работат, а дали воопшто работат во сите наши медии. Тука се слагаме сите. Ако најголемиот успех ти е секоја година да се пофали со новата сезона на новото студио за политички дебати, знаеш, најверојатно немаш амбиција да создаваш ентертеймент, да создаваш забава за народот, пошто на крајот на денот и тоа е битен сегмент од животот. Знаеш, мислам дека на сите има преку глава да седат и да гледаат едните исти експерти како зборат на исти теми, а умеѓу време она може да се дешаваат многу болji ствари, она немаме ние, значи, и NBC и сите оние телевизиски станици кои што се обидуваат да останат релевантни во овој денешно време, така на TikTok и Instagram и whatever, така, овој го прават тоа затоа што имаат покрај политичката имаат и ентертеймент програма, дали е во форма на серија или во форма на скечеви, Saturday Night Live, Key and Peele. Обично се формати. Обично се формати. Ама го има. И А кога кај кидеш нас вика Бране да во Србија, Хрватска, Грција, еден тон се формати, квиз шоуа, било кој тип на ентертеймент. Што сакаш, воопшто, да. што сакаш, било Го што. нема кај нас, го нема, знаеш, ја стварно цел живот сањам за Saturday Night Live у Скопје. А го имаме тоа, значи може да се дешава, може да цепа. актери има, така е. Све има. Режисери Значи, има, све има човек што ќе напише, Треба да има луѓе што ќе треба да има пишуваат. продуцент кој што Така, ќе се така. нафати и ќе го треба на еден начин како да го монетизира тоа, претпоставувам. ја не знам. Сега па нешто друго да кажам. Извини, сам, Како? а хумор има, мене ми се свиѓа што допрва, мислам, допрва конечно живна и кај нас и таа стендап сцена. Да, имаме Сите се, викаа кај нас нема шанси. Еве ги сега било кој да направат стендап, овие Мастура, неколку Титино, Атана, Тука е Сашко, прав е Стефан. дуци, Синке, муци, тие продаваат, Требаше време. Прав е Синке. одма продаваат. Прав е Синке. Така Требаше да. време. У првите тие што ги правевме и ти се сеќаваш кога ги Како правевме не се како сеќавам. Балкан стендап, најпрви зародиш. Мора Тоа беше мора да пред се мора да се издржи период. 17 години, 18 години и помени, тоаш појма нема луѓето. Така е. Почна тоа што го правевме тогаш и Сашко почна од Jukebox, сите се чудеа што е ова ваму таму, па еве го сега Супер е, супер. Но ова мислам дека се фрламе на теза. Апропо ова што викаш ти, ми фали Saturday Night Live, имаме све, зашто нема продуцент? Некој што ќе застане позади тоа. Сепак мислам дека вакво нешто, пошто и ова ќе се сложи сигурно и ти Брани, и ова е на некој начин изненадување што се прави во држава. Па, И ова нашево. не, секако ние како да речам, у целата оваа, освен секоја чест на овие стендапи што прават Сашко Коцев и така натаму, кои што се гениални, од овој тип вариете, да речам вака, пошто целиот овој проект е прилично комплициран. Ние сега да речам имаме 30 годишен, 20 годишен опус после овие 30 години, ама Знаете ли што обично се случува кога ќе се изнасмеете после добар скеч, се чувствувате како нешто да ви фали, ама што е тоа што му фали на телото, што е 70% вода, па тоа е. Фали вода. И се знае која вода е другарка на најдобрите скечеви. Се сеќавате на рекламата на К15 од Джими. Нели, Джими знае што е најдобро, а најдобро е горска вода. Ако ви звучи како ова да беше многу одамна, така и е. К15 и горска вода има многу долго пријателство. 15 цели години пријателство. К15 и горска. реално стварно мислам дека ќе биде спектакл. Не е еден да искочи на сцената па да
да збори, него со самото присуство на мене, ја прво сум, пази, јас сум импониран стварно да ја ги имам шанса да свирам да пеам со Джијан да ми диригира, разбираш што е тоа? Ама не, реално, стварно, и Синиша ова го направи, ова ќе биде, не знам, и за нас ќе биде уникатно искуство. Ние сме настапувале на концерти, ама ова е стварно за мене предизвик и реално мислам дека е многу голем настан што ќе го одбележи, ние вика сите за све викаат спектакл, ама мислам дека овдека нема да има човек кој што нема да си дојде за да искочи и да рече јеботе зашо нема вакви работи почесто кај нас. Се надоврзувам на тоа, не може да нема позитивен домино ефект после тоа. Баш поради тоа што вакво нешто од тој калибар. Јас верувам во тоа, да. Знаеш, да не забораваме дека се работат и други тука пропратни делови од проектот 30 години К15, сериозен документарен филм, Илија Каров што го режира и така натаму, на крај крајови подкастиве се дел од целиот тој проект за 30 години К15. Да се размрдува целата индустрија, сите тоа нешто, еден ваков настан, па колку овие латерални, да ги речам, подизведувачи добиваат работа. Така, да, сиќе. Осети за ништо чудо и СНЛ да доживее во Македонија. Ба, да. Значи ќе биде миракул, не само спектакул. Така. Може. И при крај, знаеш, со сите овие трендови нови ваму таму, чисто од уметнички аспект пред се Джики и Синиша, целиот замав на вештачка интелигенција, дали мислиш дека во не знам сега да не правиме во наредни 50 години, ама некој си догледно време, мислиш дека ќе направи потрес во уметноста? Има шанси сериозно. Мислиш дека Апсолутно. ќе ги промени работиве некако? Ети, мал куриозитет. Работејќи на подготовки на ова што го работиме сега, така. Меѓу другото, во еден момент стигнавме до фаза во која што моравме да направиме аудио транскрипција на скечевите, за да можем да ги ставам на хартија и да читаме на маса како што читаме у театар, така. И тераме еден скеч, втор скеч, трет скеч, стигаме до еден скеч кој што е доста долг, мене дента не ми е нешто денот, и му викам, слушај, викам, ChatGPT, можеш ли да ми направиш аудио транскрипција од видео од YouTube? И он вика, да, како не, можам. Имаш, вика, и други софтвери, али можам и ја. Ај, викам, еве ти линк од скечов, транскрипција направи. Извади сосема нов скеч со Миле, Тошо и Цацко. Не постои, го измисли. Го измисли цел. Правејќи транскрипција. Транскрипција. Ја му викам, грешка се, викам, не е ова тоа, ај повторно. Извинете, господине, сгрешите. Втора варијанта, од трета успеа да направи, па 60% беше успешен. Али ги чувам двата скеча, реков ќе им ги дам, уште не сум ги... Значи, може да утре ќе ги снимат, поема немам. Не се толку добри, али ја мислам дека со сериозна соработка со него има шанси, исклучиво во соработка со човек. Исклучиво во соработка со човек има шанси за нешто. Има, дефинитивно. Ја верувам во тоа. Мислам дека симбиозата помеѓу вешталската интелигенција и ова И природната, нели? Неминува, Ја мислам дека натаму идеме. Тоа е I'm патот. up for it. Да, Така, ја така. одма би Джики, ти инсистирал да ме чипираат. јурафорите или немаш? Не, тоа како што кажа и ти, и така го разбирам. Јас се уште е алатка. Мислам дека зборевме еднаш на оваа тема. Тоа да речеме во музика постои 50 години. Така. Синтесайзери, ритм машини од органи, стисни дугме, па стисни акорд, он сам ти прави бас дум, па ритамче, арпеджиатори, тоа си постои одамна. И се од тогаш, нели, компјутериве многу пораснаа, многу научија и стана многу полесно. Се тоа ќе му напишеш некој работи, он све ќе може сам да ти направи, да ти перцепира све што мислиш ти, бидејќи има достапност до Датабаза. безброј информации. Да, широка. Не. И мислам дека во наредниве година дена дека Ептен ќе се совлада бар во музичкиот дел. Не сум правил вакви експерименти. Не, ама ова беше фасцинантно, човече, го измисли скроз нов. Значи, кажува време траење толку и толку. Така. Ја тера темата, пошто
конкретно ќе кажам скечеризам е скечот. Тој е скечот кој што го Аха, тој го направи. сосема нов скеч напиша човече. Ама мислам дека Нов гег, нов панчлайн, све. Така. Па вештачката интелигенција, нели све тоа, ќе научи све. Све ќе научи, ќе прави супер скечеви, ќе прави супер представи, ќе прави супер не без музика. човек. Како? Не без човек. Без човек нема да Нема може да шанс. прави. И мислам дека ова живата уметност дека ќе остане и дека може ќе добие уште повеќе на значење. Искуственото збориш, оно. Не ми е Така, фасцинантно, не ми е experience. фасцинантно дека у принцип ја и така го третирам као образувана, ова не Е, е политички, добро, не е ако. политички коректно. Образован асистент, така би кажал. Брзо образован. Кај ноши ти. Асистент за брзо образувачки процес. Реално толку брзо се развива AI и сега некои луѓе имаат проблем да фатат ритам со развојот на технологијава генерално, ама ако не фатиш чекор сега со, мислам, ќе се надокнади, али Ќе бидеш како оној со коњот сите која Фордови возат, а? тие што ќе фатат приклучок сега, мислам дека ќе имаат многу бенефит од тоа. Баш да го користат како алатка, да знаеш што го прави, иначе се развива многу брзо. Само тие што ќе го користат како алатка ќе можат да некако да функционираат, инаку ќе замени се ќе замени. Не може да замени фурнаџија, некој леп нема да прави тоа, ама Може робот, нема ни бе, троседи робот да ќе прави. може да прави. Има автоматизирани Робот ќе више може. она цели производства. Не викај Не, тоа има, ама- ќе ти измисли рецепт, ќе офрли на машинава, Прават више. како си го Internet of Things, Диригент што го робот. викаат, така? Да. Диригент робот. Искача, значи оркестар цел симфониски. А свирачите кои се? Оркестар симфониски, А зашто вистински не се оркестар. роботи? Ќе бидат. Ќе бидат. има Имаш робот обратна што свира. варијанта. Треба да свириш у Берлин, ама вечер си у Скопје. Холограм. Се свио. Холограм диригира таму на оркестар. Свира ми Холограм. ваму и Обратно, таму. па да. Има, значи искача роботот, испрограмиране, све му е тачно направено и он тачно се диригира у темпо, У темпо, оркестаров со се све, свири, све се цепа. Значи, Бране, Ќе има Great холограмски time to be концерти. alive. Лайв Поедина све во Борис повеќе и Трајковски повеќе. и во Штатхале Виена. Опа, симултано. Тоа е. Она што не може да се смени, тоа е сетилното, она знаеш да го доживееш визуелното, аудиото, Тоа е срцето, она басот да го почувствуваш у стомак. Апсолутно. Па тоа е она што ќе Така. се случи на овие 3 концерта, значи. Така. Тоа е она различното од она Јас од ќе што е. Ама не, тоа е она различното од кога го гледаш скечот на YouTube Да, или си го гледал порано на телевизија, знаеш, пошто Master of Puppets не звучи исто уживо кога ти свири Металика и на YouTube. Да. Овој, да, само што овде ушите ќе ви останат здрави. Тоа е разликата, да. И ќе излезете насмејани од сала. Ама не, поинтата е дека она што сега го создаваме е уметност на моментот. Така е, Знаеш, првата изведа на 16-ти, она на 17-ти, она на 18-ти, секоја ќе биде еднакво добра, еднакво квалитетна и еднакво совршена за публиката и за консумација, така. Меѓутоа, секоја ќе биде one of a kind. Нема да има друга таква, нема да се повтори. Така е. Затоа што токму тоа е поентата на театарот и репризата на представата во театар, тоа е низината поента. Ликот еволвира, органски се развива и наоѓаш поинакви форми, поинакви начини во самата сцена онака како што е Не поставена. можеш да речеш првата и 50-та дека е иста. Никогаш. Ниту пак првата, втората и третата во овој случај. Така. Точно. Завршни зборови. Завршни зборови. Одлично. Не, па Породи мислам, се. едва и чекам да се породи бебео, што викаше Синиша, па да ве викаме на мекици. Мекици, да. Сите тоа. Не, мислам дека ќе биде единствено доживување, стварно, сега. Мислам дека опфативме све, не знам што завршни зборови. Джијан. На човеков позади што ми го држи пистол Ја на ќе глава, му ја- падна руката. Ќе му ја Така да може. Ја за тоа диригентската палка би ма препуштил На на диригентот. на Джијан, нека. Мислам дека сите ова што нема да го видат дека ќе пропуштат сериозно нешто, бидејќи ова се случува 16 и 18 се распродадени, но се уште мал број карти за 18 одете на kupikarta.com. се надоврзувам на Синиша на муабетот дека ние се занимаваме со временска уметност. Уметност во самиот момент на случување и тоа е невозможно да се повтори. Овој муабет не може да се повтори. Толку е, сега Така се е. деси.
А дополнително, бидејќи ова е Пак некој да збори за шах така. Не верувам дека може да се мовцари. Да, Овој имавме процес- спектакуларно отварање, да. Овој процес е доста долг. Гамбит, да. Овој процес е многу долг. На Слушај, спремањето на све ова има многу енергија вложено. Значи прво енергија има од 30 години наназад од кога е почнато целото, па сега ќе се сублимира, ќе се компресира во не знам 2 сати, 2,5 сати, тоа ќе биде ерупција, така да затоа треба да се препорача на гостите, на публиката да бидат гости На публиката и на републиката. и републиката и публикумот. Поштованиот публикум. Поштовани публикум. Сите треба да дојат. Тоа е тоа. Сите Ви треба. благодарам. Слушај, как Едва чекам. само ше малце да започнавме со шах, да завршиме со шах сега, да не биде вака Реми, какво тешко отварање имаше на шаховско отварање, дами гамит, ако колку убава партија се развива. Сега да завршиме матираме. во истиот тоа. Фала што не гледавте. Се гледаме 16, 17 или 18 мај. Поздрав. Поздрав. Со среќа.